Ајде, Бојрум. Ајде, здравожи. Ајде, повели. Така одиме. Со влез снимаме. Добро? Сакаш ова назад? Да. Не. Ајде. Да се раскомотиме, гледаш, имам рафто, имам се слободно, да. Ајде, одиме. Ајде, здравоживо. Здраво живо. Како си, добро дојде? Добро е. Да се Во врзам? јукцета ми, ајде. Процедурално да сме легални. Да, како што треба. Јас сум по процедурите. Ето така и таманов да гледа клавам една бубица. Добро. Се со стил и повелене кафенце од... Тоа е Благодарам. какао. Кафе рече дека не Какао, пиеш. да, какао сакам. Да, си зедов и јас какао да ти кажам, немам проблем. Да. Ама ме бенди се, само жешко малку. Јас ги гледав овие божичните филмови, сите само какао пиеја. Да, и ти се направи сега форес, што се вели. Да, и пријатно ми е какаото. Да. Кафето некако ме оптеретува. Бидејќи ти си, да речам така, и текстописец, и човек кој што се занимава со ети архаични и македонско литературни зборови, како се вика множина од какао? 2 кака, 3 кака. Какао? Добро. Не знам, не можам да кажам, многу не ме бидува по тие, по граматиката, често ме коригираат, меѓутоа, кака би требал. Кака. Кака. Со акцентот би требало Да, како така да. да биде кака. Мене во Битола ме викаат Валентин, а иначе би требало Валентин. Тока имињата не е, например, акцентирањето од она како што е изворно? Не знам како е, меѓутоа во гимназија кога учев средно, професорката по македонски Валентин. прв пат дојде тогаш во горната гимназија, Слаđана, и кога ме прозиваше, ајде Валентин Соклевски, и другарите се смеа сите, оти ние навикнати сме На битолски. Валентин Битолски, Да, Валентин, нема тука. И како, исто како Вероника и Вероника. Да. Да, те интересни се тие моменти, инаку Валентин Соклевски во југото, конечно, време беше, мислам да направиме едно вакво издание. Благодарам. Имаш многу голема позадина со се она што го има сработено до сега. Долг опус, можам да кажам, творечки, музички, текстопис, како текстописец. Ми е муабетот, сакам да се вратам на првиот текст кој што си го напишал и кога дозна дека ти имаш талент за пишување. Првичното ќе почнам во тој дел како текстописец, иако по професија си етнокореолог, да. Етнокореолог. Или играорец, јас како што велам. Играорец понародно кажа, ама Да. добро, сепак етнологијата ти е Да, примерна да. струка. Да. Ама некако во текстопишувањето се искомерцијализира и да речам голем успех доживеа голем број од твоите текстови. Така да, кој беше твојот прв текст кој што воопшто го напиша? Јас не би рекол се искомерцијализира, туку успеа да направи, што Ето не се така, моите да. текстови толку комерцијални, со исклучок на некој. Да. Кога за прв пат? Па, како секој ученик во основно училиште, на почеток пробав да пишувам сликотворби. Се сеќавам во Даме Груев, имавме ученички збор, се викаше еден ученичен весник. Често конкурирав, меѓутоа мојот стил на пишување, кој што е близок на народниот, Да. не одговараше за тие стихотворбите и не ми објавуваа мене многу во тој ученички збор, меѓутоа имав желба да си пишувам и пишував. Те демотивираше таквиот однос? Не. Секогаш не знам, човек кој ќе се концентрира на нешто и кој ќе го сака нештото, се бори за нештото. Така да јас цел живот се борам за нештото. Да. И кога имам чувство дека можам, зошто да се откажам, оти некој друг би рекол дека не можеш. Не треба да се најде нешто. Така почнав да пишувам. Се сеќавам во средношколските денови, седевме со членови една битолска рок група тогаш беше, во 80-тите кажувам. И другарите му кажаа на тие членовите од групата дека Валентин пишува песни и тие се шегуваа со мене. Ти помлад бев, ќе стигнеш ти до Белград, оти тогаш беше бивше. Како на Мајтап, така? Како на Мајтап, да. Оти кај нас во Битола првите работи често на Мајтап се. Да, никој Не сериозно првите, те туку сваќа. нормално Мајтап мора да има во живото, меѓутоа на мене тоа не делуваше. После години таа група сними неколку мои песни на нивната касета, без да знаат дека тогаш ми рекле така. Не е ни битно. Сега веќе кога се враќаме, првата снимена песна на Носач на звук, тогаш на лонгплейки беа снимени на плочи. Да. Мислам дека 86-та работевме со Пелагониски бисери, со Стојан Трајковски, со Тоде Мицевски и така натаму.
на нивната плоча, дали излезе 86 или 87, не можам да се сетам, таму имам 3-4 мои песни, на некој имам и музика. Значи тогаш, пред 40 на години да речам, тогаш излезе на носеч на звук. Иначе претходно си пишував. А кој е последен твој текст? Последен текст. Има многу текстови кои што не се излезени, меѓутоа од поважните би рекол, последното беше учество на Валандово. Минато годишното Валандово, Евтопопиновски ја пееше песната и негова е музиката. Три изгора се вика песната, каде што добив награда за најдобар текст на фестивалот. Значи минатата година беше, да речам, таа песна. Да. Една од последните. До душе, последна беше на Роса Фест имав со, јас си го викам Борче Министер, една песна убава. Сите го викаме, да, поздрав за Борче. Да, Борче Небовски, да, ми е пријател добар. Да. И кога сме веќе кај овие статистики, која е најслушана песна која што си ја напишал? Знам дека се премногу, ама која има ете така статистички најмногу прегледи, Статистички најслушана песна на едно место, и на многу места може песната да се постира на YouTube, е песната Две лири на Каролина Гочева. Таа преку 8 милиони има прегледи. Опа, машала. И пред некој ден проверов на страната на Каролина. Значи таа песна ја напишавме заедно со Николче Мицевски. Николче има музика и аранжман, да. Текстот е мој. Гледав на нејзината страна, меѓу првите 15 или 6 така беше најслушани песни на Каролина на тој канал YouTube. Да. Нејзиниот профил, две има песни, мој, Чалгиска и Две лири. Значи Две лири е моја најслушана песна. Сега, во мојот авторски опус сум имал соработка со... Јас не одбивам соработка, доколку да, тоа ми беше... интерпретаторот и композиторот е сериозен. Покрај вакви композиции кои што имале твој текст, да речам, дали селектираш онако? Селектирам, меѓутоа... Пишеш текст за некој изведувач, автор или слично? Селектирам, меѓутоа ако утврдам дека добра е соработката, зошто да не? Многу често и со многу млади соработувам, интерпретатори, автори, и со повозрасни. Меѓутоа, уназад кога ќе се навратам, една од најслушаните песни, поготово во 90-тите години, а мислам дека кај народот можеби е најпозната, тоа е Жаклина песната, на Цане и Елита, да. Дури Игор Джамбазов имаше преработена. Да, сега ја преработи, ми се јавија. Те консултира? Така таму беше мовето. Ова за Жаклина сакам да кажам. Значи, во тој период, 90-тите години, во Битола имаше една издавачка куќа, Везилка. И Везилка ги промовираше битолските автори, битолските групи, битолските пејачи. А јас имав соработка со голем број автори и пејачи. А Елита беше заедно со Пелагониски бисери, со битолски конзули, во тој период и боеми. Елита беше една од групите кои што беа познати и народот си ги сакаше. И ја направивме таа песна. И таа песна беше од, не знам која година беше, дали 90-та, 91-та, од ревијата Екран, која што беше специализирана со писање за музика во тој период и за уметност, беше прогласена за песна на годината. Да. И еве до ден денес. Чија музика беше? Музиката, мислам дека Божо ја правеше заедно со групата аранжманот цела Елита. Не беше некоја заедно со Цане. Странска песна, да речем, инспирирана од дали турска мелодија беше и така натаму. Меѓутоа да, инспирирана од тоа, да. Се таа песна ја снимија и во Бугарија со изменет мој текст и во Србија и така. Значи, сакам да речам дека сум соработвал со многу луѓе, сум имал и детски песни, и забавни мелодии. Од детските песни најпозната е Визба стара и гитара? Од детските песни сега имаше, децените ми се мешаат. Да. Негде на крајот од 90-тите, не се сеќавам дали Агенција за млади беше или не знам која институција беше или од телевизиите некој, избираја 20 или 10 најслушани песни детски во тој период. И во таа компилација од 20 песни или 10, не се сеќавам точно, два текстови мои влегоа, тоа е Визба стара и гитара, за која што музиката ја напиша Маријан Нечак,
и Метро и Жилет, за кое што музиката ја напиша Миодраг Нечек. Да. Инаку со фамилијата Нечек, Нечак имаш ја различна пишувам сработка, со Миодраг Нечак, многу имаме Да. текстови, имам текстови со Маријан Нечак, а сега соработвам со Давор Нечак, Да, така син се му на оди Маријан. од колено Така на со колено. цела фамилија соработувам. Така. Одлично, да. Во периодот кога дете настанаа тие песни Визба стара и гитара, не знам, Метро и Жилет, како ли јас да пораснам беше тај, така? Да, да. Како ли јас да пораснам. Да. Вистина песни кои што останаа безвременски, кога се создаваја тие песни, имавте чувство дека ќе направите хит кој ќе остане безвременски? Знаевте дека тоа нешто го работите или така беше, да речам, Како ентузијастички да речем, само? јас сум специфичен, емотивен човек и пишувањето на текстови го сваќам емотивно и израз на некоја моја емотивна состојба во одреден период или на мој емотивен поглед према нештото, према луѓе, настани, случки и така натаму. Да. Јас ги пишувам песните мене да ми се бендисат и кога ќе осетам јас морници на телото дека од песната што сум ја напишал, јас со сопругата Вера често разговараме и порано и кажував дека кога ќе си ја отпеам прв пат песната и ако осетам морници, и ако осетам дека тоа е моето најголемо задоволство. Тогаш сум најзадоволен. После песната си добива тек, си ја снимаат, ја аранжираат и така натаму, јас си ја сакам. Меѓутоа, никогаш не сум се стремел да бидам визионер, дали таа ќе се слуша или нема да се слуша. Значи, првиот момент е јас да бидам задоволен. Така, и после понатаму И- другите филтри ќе си го направат своето. После другото, често велам јас и со колегите од таа бранша разговарам и често кажувам, песната е птица. Ке излези од јајцето, од гнездото и така натаму и ќе летни. Ние не знаеме кај ќе оди песната, како птицата. Не знаеме кај оди ластовицата, да речеме и пак се враќа дома и шета и така натаму. Значи песната ние не знаеме во кое срце ќе се најде гнездо. И најрадосен сум кога некој ги пее песните, ги прифатил песните, сочувствува со нив. И така, мислам, кај секој автор што се занимава со оваа работа, тоа е најголемото задоволство. Да. Баш убав споредба напред сега со птицата, вистина е така. Многу музика си, да речем, си наслушал и во животот, и она што најмногу си препознатлив е Битола и темата околу Битола. Нели со Миодраг Нечак кој што ги работат Да. тие песни за кои што се И поврзани проектите дали со што беа, Битола, да, или со некаков тематски дух поврзан околу Битола. Тие се вистински приказни, например, еве Папа Лол имаше песна за точачето. Таа беше Да. доста интересна Да, песна. да. Немој Радке е веќе хит. Да. А, Прстен за неа. Прстен за неа, данас се феми барамовме Душата ми е во Битола. Точно, сите тие песни се некако поврзани емотивно и локал патриотски за Битола. Дали се вистински приказни сите тие песни? Па еве вака јас. Кај тој да инспирацијата? Тој серијал кој што се направи, јас учествував во 3 проекти. Во тој период, првиот кога беше еден ден во Битола, јас работев во музеот, тогаш бев раководител, директор, не е тоа воопшто битно во овој момент, меѓутоа ми се јавија Томислав Новаковиќ, Тозо си го викам јас, Да. и Мики, Миодраг Нечак, Нечак, и да. пиевме кафе, мислам, во Пајтон, така беше. И ми рекоа, ми го предложија проектот. Тогаш беше со поддршка на општина Битола и така натаму. Јас му реков, не е проблем, за Битола ќе направиме, да размислам и така натаму. И си седнав и го направивме тој сценарио. Текстовите потоа му ги давав на Мики, после ја правеше музиката, аранжманот, дотербавме, тој бираше пејач и цела продуцентска работа ја правеше. Сега, песната Душата ми е во Стамбол, односно снагата ми е во Стамбол, Душата во Битола е посветена на Ајри Демировски. Значи таа е Ја зборавме со таа е Севко вистинска баш. приказна и тој во едно интервју има кажано дека кај да оди сепак срцето ќе му остане во Битола. А Маријан Така се инспирира, да. Танушевски му правеше интервјуа него, неколку, во тој период ми ги даде интервјуата, јас сите интервјуа ги ислушав, оти сакавме еден период да направиме 10 песни исклучиво за животот на Ајри. Да. Меѓутоа тој проект не успеа, туку песните останаа кај мене се. Оваа песна заедно со Севко и така натаму, и Севко имаше голем удел тука и така натаму, Маријан Танушевски, што му се заблагодарувам на двата.
Значи, таа е вистинска приказка. Потоа, песната за Ратке е песна за Бог да ги прости баба ми и дедо ми. И таа е вистинска приказка. Посветена за нив. Да. Не зборот да го враќаш. Немој брат, генималска работа. Ако не вратиш, цела чаршија ќе ја запалам. И така. Со закана. Да. Не со закана, ама таков ние муабет кај нас во генимале. Барем во тој период бил, сега и генималци малку се Полабави се посмирени, да. Од генимали изгледаја прекрасни луѓе. И тогаш биле и домаќини луѓе, меѓутоа изразот му бил таков. Да. Кажувај Ратке, оти работата. Работата не чека. Да, не знам за други песни кои за Папало за точачето. Има пример татко ми, Бог да го прости, минатата година почина. Благој Мезар од Генимале. Да. Секој ден со точако си одеше во пинал и си пиеше кафе. И точачето му беше тука за подпирање за и така натаму. Меѓутоа имаше и во чаршијата зимбил, како се викаше. Да, зимбилче обавезно, зимбил, плетен. Да. И во чаршијата имаше многу занајчи кои што со точачето си одеа, сега занајчи како занајчија. Душичка, ќе застани во едно мејанче, во друго мејанче, и ќе забораи што му рекле да купи, ај утре ќе купам, денес да се подружам со другарите. Значи, таа песна е така. Или пак да речеме, исто Папало е пееше уште 101 вака, после секој како сака, кај што се спомнува Фики на тераса, што беше мејаната во Римечка. И таа била реална мејана, мислам. Кај што се случувале многу настани во минатото. Не се за тоа поќе можат историчарите да кажуваат. Јас по јавната страна тоа што ми раскажувале и така натаму. Да, оние битолски приказни сепак кои што останале се зачува и во твоите песни, што е многу интересен момент, да. Колку што повеќе слушам, повеќе ме, како да речам, ме тера да пишувам и сакам да останат забележени одредени работи. Да, ти знам дека си малце енциклопедија во однос кога се работи за битолски приказни, вака баш чаршијски, локални, да речам битолски баш муабети, еснавски на некој начин. Која приказна ја знаеш, те инспирирала, ама никош не си напишал текст за неа? А еве, ти стои како да речам неостварена желба. Приказна. Дали има такво нешто? Има многу такви, само сега во овој момент не можам да се сетам, меѓутоа еве една ќе ви кажам за кое што имам текст напишан. Например, Ајри Демировски кога си заминувале од Битола, мајка му слегле од куќата и мајка му отишла на чешмата во куќата, се измила и му рекла на луѓето што ја презеле куќата после нив, да си живеете со здравие, ние тука убав живот поминавме и вие си помините убав живот. Значи имам и песна, текст имам за тоа, само немам најдено човек да напише музиката. Да се направи музика да испее некој. Да. Така да има многу битолски приказни, треба само да се оди во чаршијата, порано имаше повозрасни еснав и луѓе кои што можеа да раскажат и мајтап, и реално, и вистинито, можеа и да накитат нештото, да го раскажат со уште поголема убавина, со детали. Тоа е битолска дарба. Така да јас се гордеам со таа битолска дарба и баш денес имавме пресконференција за концертот на Сефедин и баш тоа го порачував и кон граѓаните, и кон стопанствениците, и кон политичари, и кон сите. Да му помогнеме на битолските уметници. Секогаш низ вековите наназад, секогаш имало некој мецена што помагал да се нацрта некоја слика, да се изгради некоја црква, ктитори биле, да се направи дело музичко, театарска представа и така натаму. Ако сами битолчани не му помогнеме на актерите, на музичарите, па и на новинарите, на сите оние што ја представуваат Битола на било каков начин, на било каков начин, ние мора да имаме медиуми, треба и медиумите да се помагаат. Значи треба богатите луѓе кои што се збогатиле овде во Битола и друго место или во странство, треба да си отворат душата и да му поможат на луѓето. Оти тоа е во ако си ја сакаме Битола, само така може да се гради. Нека изградат мост, нека изградат споменик, меѓутоа некогаш и песната е споменик. Еве, Битола мој роден крај, споменик. Реклама за Битола која што остана вечна. Ако одам во Битола, споменик. Еве, ако одам во Битола, можам да ви кажам уште една пикандерија. Значи, се спремавме за Валандово, а ние како еснавци се дружиме со боемите, со Калица и така натаму. И требаше се направат демо снимки за таа година кога беше песната на Валандово. 89-та, мислам. Да, и немавме простор и
во станот на татко ми, тогаш имаше татко ми стан во Карпош. Се собравме, јас, Михајло Бандевски, Бог да го прости, тој беше композитор, Тони од Боеми, Калица, и за прв пат ја отпеавме, односно се отпеа Ако одам во Битола и потоа се пушти на Валандово и после се останато беше историја. Значи, ете, тоа е една интересна работа, Да, интересно. што може да ги интересира луѓето. Така да тие песни и овие песни, например, душата ми е во Битола и таа ќе биде по мене Да. антологиска Кога сме песна. кај Акодам во Битола, првата верзија мислам дека велија на мермер чаршија. Дали е мермер или е дембел чаршија? Тоа денес ќе пиеме кафе со Калица, ќе го прашам точно. Да. Иначе јас секогаш дембел чаршија сум ја пеел. И сите мислам дека ја пееме дембел чаршија. Меѓутоа, луѓето што се одстрана што ја пеат на мермер чаршија, Да. а јас мислам дека е дембел чаршија. И така ја пеам. Кај било точно дембел чаршија? Тука Јас не ја баш сега памтам. поминавме кај судот. Карши судот и така. Тука било. Ова е од овие изгледа без возачки што протестираат, што возат леш како влезен. Да. И секој не искара, ни свирна. Да, ни свирна, непрописно влезе преку две ленти, крши. Нека е здрав и жив. Да, така е. Ќе пуштиме една песна од овие што ги имаш напишано, ќе се расположи, нема Да, никаков проблем. Сакам да зборнеме и во делот на Каролина Гочева, таму имаш напишано 2 албуми, мислам дека цели на Не, Каролина. еден албум. Македонско девојче, така? Во второто македонско А девојче второто, мислам чествува. двата дела се. Кај што имам 6 композиции, 6 текстови, заедно со Николче. Како дојде таа соработка со Каролина? Со Каролина, вака се, јас Каролина, јас сум малку повозрасен. Да. Ова година наполнив 61 година, Да, се така може. да, аз се занимавам со уметност од 76 година на некој начин, со играорци, со турнеи, како учител на Што пред да се дечина. роди Каролина. И Каролина пееше на Сидо и после тоа Каролина требаше да настапи на Маквест. Мислам дека беше со Мамо пушти ме. Така беше песната. Да не е твоја песна и таа. Не е таа моја. Меѓутоа Каролина доаѓаше, јас се познавам со родителите, ја донеса во Кути Линден, таму работев јас тогаш како уметнички раководител и таму имаше едно огледало и со Каролина ја го вежбавме сценскиот настап за да се ослободи и така натаму. Да. Меѓутоа таа секогаш си го има природниот талент и супер си е Каролина, треба да ја поддржиме во секој поглед и се што треба за неа. Меѓутоа сега со работката како произлезе. Николче Мицевски, кога беше помлад, кога беше дете, да речам, Да. младинец, беше прв хармоникаж во Кути Линден Битола. А јас бев уметнички раководител, значи тој беше во оркестарот, значи од мал го знам. Беше како некоја врста мој ученик се, не Да. мој ученик во Ама сепак да, смисла некој на музички почетоци биле меѓутоа со како тебе. колектив играорци и оркестар, сепак јас ги раководев и мислам дека можам да речам така, да не ми се налјути Николче. Сигурно нема се налати, да. А со татко му ви кажав дека првите песни Тоде ми ги пееше заедно со Стојан Трајковски со Пелагонински мистери. Значи фамилиарно си се знаем. Да. И со Николче редовно си пиевме кафенце, си се дружевме и така натаму и дојде едно лето. Или пролет беше, не знам, тогаш пред да излезе албумот. Уствари пред да се спрема, пред да се подготвува албумот. И ми предложи да направиме нешто, да направиме Николче. И така влеговме во работава, Значи, Каролина Николче ја иницијатор прифати, па веројатно со Каролина си ма разговарано, ти без Каролина не би можело да Да. оди, сепак таа интерпретатор и без Авалон нормално. Да. Меѓутоа Николче е тој што После таа соработка, бидејќи Каролина е сепак, можам да кажем, и најголемата музичка звезда во државата, која што ете има и слава и надвор од неа, дали се јавија некои други пејачи да им пишеш текстови? како не се јавуваат. Меѓутоа мојот стил е малку интересен. Има Да. и некои постарски зборови и така натаму. Баш и тоа архаично по-класични се и одговараат за такви проекти кои што се како проектот на Каролина и така натаму. Например, тие песни одговараат и за тие текстови одговараат и за стилот, да речем, на Сефедин како што како што пее. Малку забавни, серенади, малку народно со приказна и така натаму. Така да се јавуваат многу луѓе. Јас имам со многу луѓе соработувано. Потоа не можам сега да ги кажам сите, меѓутоа пример на Мерима Njegomir му имам пишувано, на Ален Славица со Раде Стаматов му напишавме за на Маквест. Да.
Значи пишував и народни и забавни. Например на Интерфест 95-96 со Нечак имавме една песна со Миодраг Не ми било судено, ја пееше Тања Кочовска Победи. Значи и во забавните води сум Таа е пишувал. многу добра песна. Да. Вака сега јас да ќе позастанам. Имам еден дел во емисијата кој што се нарекува дарување. Го користам овој збор пошто е македонски дарување. Добро. И овде подарувам подароци за моите гости. И се вака однаш да земам, тоа што ќе ми се фати прва го земам 5+. Може да почувам и кафето ако сакаш во меѓувреме. Ќе го вратиме, дали имаш миленичиња? Животинки. Јас пораснат сум со кучина и мачина. Моментно сестра ми има едно куче, се вика Лорд. Тој ми е голем пријател. Еве за Лорд од 5+ храничка за него. За Лорд. Има и Ќе за се маче, израдува. да. Сигурно има и некоја маче во Имаме во околината кој што улицата, може таму да се наранат, да. во куќата на Петар Чупона, тој е ветеринар, има еден Да. куп мачина, така да Ето, одлично ќе ќе видам, Да. ќе ме прифатат и мачина. Ето така. Овде имаме Ива Бјути центар од Битола, тука може еден третман. Ова е за опуштање, за пред се за и за физички изглед имаат секакви третмани и за лице и за тело. И за така за еден да си приуштиме еден добар момент за себе, јас го велам, така да Ива Бјути е одличен избор за тоа. И во близ имаме парфюмерија Будуар, кај што ти давам попуст ваучер, за да си земиш парфемче оригинал, бидејќи сепак си човек што треба да остави еден силен впечаток, а мислам дека со Будуар тоа ќе биде доста добро извадливо. Благодарам. И секако, бидејќи сме битолчани, пиеме и битолска вода, аква пелагонка. Да. Имаме тука, ако сакаш ќе ти оставам напред, не мораш ни во рацете да Не мора, држиш. ти малку тешко, многу подароци ми даде ти како роден ден да плюс ми е. кафенце едно друго, ама Плюс така е какао. емисијата кај мене. Какао, да. Може да ги ставам вака? Слободно, да. Слободно, после ќе си ги... Благодарам. Еве ти И какаото. да ги пофалам сите тие што ја помагаат Емисијата, и што ја помагаат твојата работа. Ти такви луѓе ни требаат. Ето така, фала ти премногу, вистина до сега со... Еве и до офицерски имаме безбедувањето. Да, добре. Да те поздравиме од емисија директно? Може. Ајде, поздрав дацката, не снимаме. Се движиме, почитуваме. Како ми си Добро што правите вие? Добре, еве работиме. Снимаме. Супер. Се гледаме Се убаво. гледаме Ајде, исто. ајде. Ево ето е битолското, гледаш, Да, значи да. морам вака муабет да се направи со некој кој ќе се сретнеш, да се видиш. Човек со човек бидува. Со човек бидува, така А е, поготово во Битола сите се знаеме Да. и мора мало внимание да им дадеме. Да, не си И имал, да ни дадат и да им дадеме. не си имал прилики да живееш во Скопје, да со ова со што работиш. Оти не ли велат дека Скопје е клучно за да ти да бидеш успешен како Да, лик. да, сум имал прилика, меѓутоа и тоа требаше да бидам директор на, односно ми предложија да бидам директор на Агенција за иселеништво во тој период. Меѓутоа јас им се заблагодарив за честа и за вниманието и што се сетиле на некој од Битола за таа работа. Меѓутоа ги одбив, имајќи во вид дека не можам да се оддевам од Гинимали од Битола и мене ми фали кај да одам. Јас кажувам секогаш, Кут Илинден ми беше прозорец кон светот. Јас со Илинден имам патувано и одржувано концерти и турнеи во 16 држави од светот. Да. Меѓутоа, кај да одев, пак во Битола се враќаш тука. враќав. Тука. Најубаво е Каменот, некако во како Битола. каменот лежи на местото. Да. Ако се тркала, ќе види Ролинг Стоунс. И Генимале не би го сменил? Никако, не. Во друга населба низ Битола? Сега, за сега, овие години, јас живеев еден период во тој станок кај што ја снимивме песната Ако одам во Битола, во Карпош, меѓутоа сепак Генимале ми е, си се вративме срцето. пак и ја реновиравме куќата. Генимале ми е и секогаш кажувам. Зошто тој Генимале има сред село? Има сред село заради тоа што, значи Генимале е првата православна населба, после да речеме турците, не знам кој век таму 1300 и некоја година ја зазеле Битола и православното население, тогаш тука имало многу манастири, затоа се викало Манастири, да. монастири или манастири и така натаму. Сите што биле избегале заради репресии ово она и така натаму. Го запалиле тогаш турците и Боро Кале што било над германски гробишта, меѓутоа црквите си останале и така натаму. Сега, откако заминале, Битола претежно ја населиле турски великодостојници и така натаму. Значи, првата православна населба е во градот е Генимале, мислам, македонска Да. православна. Заради тоа што имало многу зулуми по селата, правеле разни
банди и така натаму разни. Секогаш има и добри луѓе И лоши луѓе, и помалку добри луѓе. Ете, јас све го плоши. Да. И тука почнале да се населуваат заради тоа што сите тие што се населувале од селата биле земјоделци, да речам. А тука е градско поле. Аха. И тука си се населували и си имале бавчи. И Да. тоа што ќе го одгледувале го продавале на пазар. И како што си врвело времето, кој ќе се збогател гинималец се преселува во центарот. И меѓутоа секогаш имало што доаѓале тука во Гинимале. Сега кога дошле од различни места, тие биле научени да имаат во селото место кај што се собираат. И кога ги граделе куќите, оставиле простор за да имаат кај да се собираат. И така настанало долното сред село Сред село. што значи две сред села има во Гинимале, Јас го долното знам и едно горно. тука. То долу што е или Како со ова, со вергината што е. тоа е да, тоа е долното. Тоа е. Тоа е долно сред Тоа е село. главното сред А село, горното кај е? Горното е нагоре кој ќе одите према Сали мосто. Бакалчина имаше тука Аха. две-три улици се А вкртуваат. има пак уште едно ширинче тоа. Да, уште едно ширинче има. Меѓутоа, тие си биле навикнати така и затоа се вика, јас секогаш велам, Гинимале е единствена градска мала со сред село. Сред село, да. Сега, сред селото го користеле за слава кога им било, имајќи во вид дека тука била црквата Света Недела, прво што ја користеле во првите, мислам што ја користеле, каде што оделе во првите децении или не знам, дури не се изгради Света Богородица, веќе во градот што е над Гинимале, Да. и тука ја презеле славата, сите гинималци ја презеле славата, што велиме, првиот петок после Великден, ние го викаме градски селски Великден. Да. И ја презеле таа, интересен момент. да, ја презеле таа слава, иако секоја фамилија од каде што доаѓале си имале своја слава. Например, ние имавме Свети Ѓорѓе, други имат Богородица, трети имат не знам што и така натаму. Меѓутоа сите биле обединети гинималци. Значи за градски селски Великден што велиме. Тоа е Петок Балаклија, така се вика празникот и така натаму. Да. И затоа има средства. Инаку во Кутилинден имам поставено јас сценска. Тоа е првиот фолклорен, би рекол, мюзикал, градски селски Великден, кој што трае 45 минути, во кој што е опишан комплетниот обичај на градски селски Великден. Селски Великден, да. И Илинден, не знам дали не случајно се наоѓа баш во Гинимале. Нема случајност. Да. Зошто е добро да се биде дел од игрорна? Не е само дека ќе прошеташ во светот. Зошто е добро? Јас отидов во Илинден за рака, ме фати дедо ми, ме однесе во 76-та година, треба да биш играорец. Иначе мојата фамилија кои ќе играле на сред село, и порано се играло на сред село во Гинимале, често го воделе орото и пред да се фати да го води орото, ги слеквале чевлите, ги фрлале и боси играле. И јас исто кога го играв градски селски Великден на сцената, ги стеков чевлите и боси играв. Значи во Гинимале секој сака да биде играорец, ловџија, рибар, имаме и гулабари. Значи, тие работи Да. се, меѓутоа во Илинден, поготово последните децении, јас кога се заминав од Илинден, имавме 423 членови кои што си плаќаат членарина. Ова го зборувам 97, а и сега Илинден има над 300 членови. Значи, секоја куќа сака детето да му игра таму, а има многу талентирани дечина, имајќи во вид дека во Гинимале дошле од различни места, од планински села, од полски села и така натаму. Мешан народ. Да, и зошто треба се членува во Илинден? Прво, треба се членува за да се ја научиме нашата историја во однос на народната култура. Да научиме што е наше оро, наша песна. Потоа, да научиме и туѓи ора, туѓи песни од други Региони, држави, да. други региони, да посетиме за да научиме за светот нешто. Трето, членувањето во Илинден е добро заради тоа што има социализација. Се дружат, машки, девојчина, си патуваат. Да. Меѓу себе има бракови, например, јас, мојата случаи, сопруга, да, има многу бракови така. И во ова време на дигитализација и претерана компјутеризација, јас би го препорачал Илинден и таквите здруженија, не мора да е Илинден, може да се Било други кое друштва, друго, да. може и со спорт да се занимаваат, само да не седат многу на телефон и на компјутер. Само
тоа што има, треба, да. Обврска која што ќе ги оддели од таму. Да, да си се дружат А со воедно и луѓето, да си ја уживање, учат нешто да историјата. Еве јас кажав 15-16 држави посетив. Иначе лично јас не би можел да ги платам тие патувања во Австралија, во Америка, во Лондон, во не знам Париз, например во Париз сум бил 3-4 пати со Илинден. Во Лондон и Сиднеј, Мелбурн, ако не беше Илинден, јас тоа не можев да си го возможам. Точно. А кога ќе одите на други места, прво ја представувате својата држава, својот град, генимале, битола, генимале народните ора, народните песни, својот менталитет, својот дух. И така, и затоа го Освен што сакам. генимале го сакаш, дали го сакаш и ова искуство кое што денес го доби во југот? Дали ќе го сакаш и дали добро си поминам? Многу го си поминав и некој, како што велат, на времето велеа коптата е пијалок на нашата младост, иако тогаш пиевме многу струмка, липо и така натаму. Меѓутоа, југото и фичото беа исто така коли на нашата младост. Па и на мојата, можам да кажам, бога ми да и ја се И југо кој ќе им кажувам јас, во многу модерни коли мене не ме бери. Да. Висок сум 1,93 см, тежок сум 120 километри. Ова Километри. 120 килограми. А во југото имам поминато илјадници километри. Пример, во старите југа и старите фиџа и ме береше. И сега се уште ме бери комотно. Баш без никаков проблем, да. Ова беше кола на бивша Југославија, така. Точно. Прекрасно ми беше. Баш ми е било. Ти благодарам. Извини, вака со ти што ти се обраќам, просто се знаеме долг период. Ти благодарам за поканата. Ти посакувам многу успех. Ги повикувам сите мецени да те помагаат во твојата работа. И да си одиш напред, да си напредуваш. И заедно сите, како Битолка или Битола, да заедно напред. се ова сите луѓе кои што работиме за еден ваков убав момент во градот, можем да кажем, кој што ете си го сакаме градот и го промовираме на начин кој што најдобро го знаеме и јас му посакувам на сите, па и тебе. Многу песни уште да продолжиш да пишеш и да ги пееме. Што да речем, тоа е целта на песните да бидат Можам јас и некогаш и да запеам, ќе ме снимиш. Знам, те имам и снимено. Мислам дека те испрати снимката, така? Не ми имаш. Не, да ме пуштиш. Еве, јавно ќе кажам се дека мислам дека дури и вечер ќе ти ја пуштам. Договорен. Фала ти многу. Баш ми беше мило. Слушајте И ги мене. песните на Валентин Сокловски, гледајте Југо. Чао, чао.